Зошто УЈП бара вашата имотна состојба, почнувајќи од 2012 до сега? Па добро, ова е прв пат јавноста вака да го знае. Ова е 9-та или 10-та истрага за имотот на мојот имот, имотот на моето семејство, која што партизираните институции на ДПМН ја спроведуваат. Ова е прв пат вака јавно да излезе. Мене ми е во принцип нејасно зашто како бараат од 2012 година, бидејќи јас сум должен согласно Законот за спречување корупцијата да давам одговори пред институциите од моментот кога се станат во таа подивна ингеренција, тоа е април 2014 година, тоа немам проблем. Можат да се враќаат на назад колку сакаат. Имотната состојба, моја имотна состојба на моето семејство е транспарентна, јавна, така што ви велам, ова е 9 или 10 пат кога се го прават. Не знам што ќе најдат 10-тиот пат, од 9 пати за сега, на вистина ништо не најдоа. Поскандалозно е што после сите случувања во изминативе 3 години, како сум јас портпарол на Социјалдемократскиот сојуз и после сите скандали кои што Социјалдемократскиот сојуз ги објави во изминатиот период, учително и на периодот кога го водевме проектот Вистина за Македонија, антикорупцијска комисија наоѓа за сходно да поведе постапка против опозицијата, и ова не е прв пат. Нити јас, нити било кој од раководство на Социјалдемократскиот сојуз не сме биле поштедени од таквите нивни истраги. Сите до сега завршиле неуспешни покрај големата партизираност на институциите, така ќе биде и овој пат. Интерес е на Република Македонија да има навистина независни регулаторни тела, меѓу кои што спаѓа и антикорупцијската комисија, и добрата вест за Република Македонија е дека сето тоа ќе се случи навистина многу брзо, кога ќе имаме права антикорупцијска комисија во државата и која што ќе ги испитува вистинските скандали и вистинските финансиски проневери направени од носителите на власта во изминатите 11 години. Паралелно се истражува имотната состојба на екс-министер Ставревски. Има нешта конекција тука или случај? Веројатно е случајно. Јас со Ставревски нити сум имал, нити сакам да имам. Се чувам да немам контакти лични со криминалци. Бидејќи сте транспарентни, може ли да ни кажете кога ќе се одблокира парламентот и како ќе ги убедите колегите од ВМРО ДПМН да се откажат од сите овие пријавени дискусии? Она што се случува во моментот и од тргијата на која што присуствувате и вие, и ние, и целокупната македонска јавност е игра наречена блокирајќи да се блокира демократскиот процес, е нешто што на крајот на денот не му се удрија глава на ВМРО ДПМН. Промените има многу брзо. Парламентарното множество ќе превземе одговорноста, овој процес ќе биде деблокиран и одговорност за ваквото поведение набор од политичката мора да има и групните одговорност и за Никола Груевски како нарачател и за Трајко Велјановски и Ѓорги Иванов како извршители на таквата нарачка, која што се доведува во прашање и иднината на Република Македонија. По нивна побарање на Груевскиот како исполнител и Велјановски и Ѓорги Иванов, Македонија е држава со унизен поредок, со унизен уредување. Нема поголем национален интерес за Република Македонија од праќање на уставот на важност, да стане на повторна демократска држава. Нема поголем национален интерес за Република Македонија од владење на правото и носење на одговорност за изминативе 11 години криминално владење. Позади сета оваа нова современа бабарога, наречена финанска платформа страна на пропагандата на ВМРО ДПМН, всушност стои еден обид да се изгледа одговорност за стварените криминални плодови. Говорите се, само не говорите кога? Велам, многу брзо и на парламентарното мнозинство е свесно за состојбата за одговорноста која што има. Дозволете дека нема да можеме да јавно транспарентно терминот да го соопштиме и начинот на... Веќе 2 недели јавноста, веќе повеќе од 2 недели јавноста се подготвува на начин што вие и вашите сопартици, високи функционери во партијата, го кажувате терминот бргу, многу бргу, 2 дена, 3 дена, излегуваат пратеници, истото го кажуваат. Јавноста се подготвува за некаква промена, но
вие постојано не откривате термини, не откривате кога, не откривате што. Мислите ли дека ова може бесконечно да трае? Еве, велите лакрдија, но од друга страна и вашата состојба која што ја негувате не може да трае бесконечно, нели? Сега морате да дадете некаков одговор. Никола Груевски не заслужува ниту гревнатина или не заслужува живот на било кој граѓанин на Република Македонија. Дозволете поради комплексноста на состојбата да направиме проценката да овој процес го изведеме до крај мирно, затоа што интересот на Република Македонија да има мирен здравствен власт. Крсто Буковски, одговорницата, кога на лидерска средба, какво е расположението? Зашто би разговарале ние на лидерска средба и со кого би разговарале? Ние имавме лидерски средби, по основ на тие лидерски средби беше постигнат договорот од Пржино. Крајната цел на тие договори беше одржување на парламентарни избори, предвремени парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември. Резултатите од тие избори никој не ги оствари, вклучително и ВМРО ДПМНЕ. Тоа што на Никола Груевски разлигавеното македонско диктаторче не му се допаѓа резултатот и тоа дека веќе нема да владе, тоа е проблем на Никола Груевски. Може би ние, заради неостварената негова желба, да се играме избори се дека него не му се погоди парламентарното мнозинство. Постојано да се повикува да се вклучи во дебата. Ова не е дебата, ова е срам. Јас мислам дека еден ден кога лудилото ќе се расчисти, кога злото ќе замине од Македонија, тоа дел и овие луѓе што во моментов се дел од оваа лакрдија што се луѓе ќе се срамат пред себе, пред своите деца, пред своите семејства, пред собствените сограѓани за ова што го прават на собствената држава.